сестри, луѓе што откако ќе добручкуваат, одмah се грижат што ќе ручат. А Евангелието не вели немојте да се грижите што ќе јадете и што ќе пиете. Како природно е да човекот да не се грижи ни што ќе јаде, ни што ќе пие? Некако изгледа неприродно, затоа што ние сме разумни битија и сакаме да си го програмираме живот. Ама како тогаш во коалиција ли се овие зборови на Евангелието на грижете се, што ќе јадете и што ќе пиете? Не се во коалиција, затоа што два патишта има. И вели понатаму во евангелската перикопа која прочитавме, не може да се служи на два господара. Едниот, службата во грижи е на световниот господар кој сака да ни даде друга една перспектива дека со нашата грижа, со нашиот разум, со нашите знаење можеме да постигнеме се. А другата е она што ни вели Господ, не грижете се, ама тоа значи што треба да бидеме тотално индиферентни за се? Не, туку тоа што има грижа за Царството Божие, не може да има иста грижа за овосветскиот живот. Тоа значи тоа не грижете се што ќе јадете и што ќе пиете. Ако човек има грижа за поважното, сето поспоредно ќе му дојде. Многу милја дури се подиграваат кога ќе речат, што само ќе ми падне од небото, јадењето или нешто не работат, нешто не сработеното, само ли ќе падне? Нема ни потреба да размислуваме дали само ќе падне или не. Туку да размислуваме дали имаме потреба од тоа. А од тоа што имаме потреба нема да не лиши нашиот Господ. Значи, ако имаме потреба од храна, од една чинија граф, сигурно ќе ја добиеме во текот на денот. А ако сакаме да јадеме во луксузен хотел, каде вечерата или ручекот е, не знам, 1000 евра, кажу, зошто? Безсмислено ми фрлиле 1000 евра за да јадеме пак граф кој ќе го добиеме за вадијата. Сакам да речам она што сака да го каже и Евангелието. Не може човек да служи на два господари. А тоа е, или ќе служи на Бога, или ќе служи на овосветскиот господар. И ќе се труди, и ќе заработува, и ќе тапка во место и ништо нема да постигне. Зошто велам ништо? Не, тој може многу титули да награди во текот на животот и многу богатство да наслужи. Ама ќе остави се тука и ќе се замене гол пред Господа. Што значи дека безсмислено си потрошил и знаењето, и трудот, и времето, за да постигне нешто што ќе го остави тука, што не може да го земи со себе. Тоа е важното, тоа сака да ни каже ова евангелска перикопа, не грижете се. Не, безгрижен човек невозможен да постои. Тој за едно или за друго има грижа, но сака да каже евангелската перикопа, грижете се за главното и за важното, а тоа е Царството небесно. Ако го добиете тоа, сигурно ќе имате една чинија граф, за да се наситите. И да ја дава споредбата. Птиците сејат, после тоа жнејат, после тоа во амбари стават, не, ништо тоа. Ама Господ и нив не ги остава гладни, а камоли нас, маловерните. Зошто да не остави гладни, како што една мајка би го оставила бебето гладно, кога нема што да јади. Истото, ние сме бебиња пред Господа.
колку сме ние и 100 години да сме возрастни, ние сме толку мали пред Господа. Мали сме дури пред времето, од кога е настанат и створен овој свет, а камоли за друго. Ако тоа го знаеме, а треба да го знаеме, треба ова евангелска перикопа да ни биде при срце. А тоа значи да немаме залудна грижа за нешто што е безсмислено. А колку луѓе има таква залудна грижа? Не ги мериме во проценти, меѓутоа свртете се наоколу и ќе видите колку луѓе околу вас имаат залудна грижа. Не само за тоа што ќе јадат и што ќе пијат, туку како ќе се облечат, како ќе биле на фризурата, како ќе била, како ќе биле нашминкани, или не знам, едно, друго, трето, кој ќе погледнеш толку безсмислено, затоа што е минливо. А ова трајното минливо и тој што ќе јадеме и што ќе пиеме, зашто ние секојдневно не е потребно да јадиме и да пиеме. Затоа го имаме Господа се грижи. Ама не само него да му отдадеме, да му дадеме да нешто се грижи, а ние за ништо. Не, наше е да се грижиме за Царството небесно. А тоа значи да имаме живот соодветен за Царството небесно. Да бидеме доследни на препораките за тој живот. Ете, тоа сака да ни го каже ова евангелска перикопа, браќи и сестри, која е многу содржајна. Прво е содржајна затоа што е негација на некој начин на се она ово светско што човек го размислува и го живее. Наспроти грижите во овој свет и за овој свет, ова евангелска перикопа не советува немојте загрижите за ништо. Дури за најосновното, за јадењето и пиењето. Останал некој во црквата гладен или жеден, тоа е друго, дали имал такво јадење како што нашто чини 1000 евра во некој луксузни ресторан. Може би нема, ама не останал гладен. Тоа значи дека Господ се грижи да ни даде една рака граб, да преживееме. А тоа е најважното. Значи, во овој свет треба да поминеме одреден термин, одреден временски рок. Тој не можеме да го поминеме гладни и жедни. Ама за тоа ќе се грижи Господ. Ние сме Негови слуги, тој е наш Господар и како што кога ќе ни дојдат работници, ние се грижиме да им дадеме јадење на време, затоа што сме благодарни пак тие што ни работат, колку повеќе кога оставаме цела надеж на Господа, дека Господ ќе се погрижи за она што ни е неопходно. Тој не створил такви, зошто не створил да не јадеме и да не пиеме? Не створил намерно да јадеме и да пиеме, значи да надокнадуваме енергијата. Ека енергија ќе не даде. Тој е безсмртен извор на енергија. Ова другото гледате и нафта да е, и не знам како, дури и сончевата енергија која сега е во мода, да се прават сончеви колектори, и тај еден ден ќе ја снема. Ма нема да ја снема само Божјата енергија. Зашто Божјата енергија е друг вид на енергија, не е како енергијата на сонцето, не е како енергијата на нафтата, не е како енергијата на дрвата. Друг вид на нестворена, велиме, енергија. А ако се научиме таа енергија да ја бараме, и таа енергија да ја трошиме ако треба за наши потреби, зашто Господин ќе ни ја даде, тогаш живееме нов, обновен живот. Тоа е она што може би
околу нас луѓето не го знаат, не знаат дека Господ е извор на енергија. Ете гледате, денеска војни се водат за некаква енергија, дали за нафта, дали за плин, дали за не знам кој друг извор на енергија, ама затоа што е загубен однос со енергијата која Господ ја има, а таа е нестворената Божја енергија. Таа енергија да се научиме да ја примаме, браќи и сестри. Тоа не поучува ова евангелска перикоп. Не ни вели не јадете и не пиете, туку не грижете се за јадењето и за пиењето. А кога е за тоа најосновно треба да се грижиме, тоа е за шо друго да се грижиме во овој свет. А од друга страна, нели од преголема грижа за одредени работи во овој свет настануваат многу болести кај луѓето. Го сакате, а не можете да го имате, вели на друго место во апостолот. Затоа доаѓа болеста. Затоа треба да се трудиме да бараме само од Бога што ни е необходно. Не да бараме она што е вишак. Така ги живееме на некој начин комунистички во Царството Божие. Ке трошиме колку што ни е потребно, ама на тоа треба да се навикнеме од овој. А ќе оставаме, можеме да произведуваме повеќе од она што трошиме, ма ќе го оставаме тоа за другиот. И тоа е многу важно. Ма тоа ќе го постигнеме, ќе се научиме од овие евангелски перикопи, ако ги прочитуваме и ако ги живееме истите. Ако го живееме со други зборови, Царството Божие уште сега и овде. Нека ни помогне Господ да имаме правилна определба, правилна насока во се што бараме во животот. И да не однесе Господ кон вистинскиот извор на животот, а тоа значи кон Царството Божјо, кое е дадено за одовде да го освоиме и одовде да примиме милост Божја. Исполнена